6 нови мерки наменети за младите промовираше председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Еден од проектите е наречен Студентфест и со него е планирано по примерот на европските студентски градови да се организира голем студентски фестивал во Штип, Битола, Охрид и Скопје, каде што се сместени универзитетите. Фестивалот во Штип, Битола и Охрид ќе се одржува еден ден во годината. Ќе има голем придонес за културата на младите, за социализацијата на младите, за културниот живот, забавниот живот. Така да мислам дека тоа е многу битно и многу добро за нашиот град. На овој фестивал ќе настапуваат студенти, а носител на проектот ќе биде Агенцијата за млади и спорт во соработка со општините. Проектот ќе почне да се реализира од следната година. Мислам дека треба да се работи повеќе на слични на овие мерки, значи да се крева се повеќе и повеќе. Никогаш не е доста од култура и забава за младите, сепак сме млади, слободен дух, така да тоа ни е потребно. Плюс тоа што го споменавме, дека е студентски град и мораме да ги стимулираме и да ги вадиме малку на улица младите, да го живеат животот. Така да се повеќе културни настани, музички настани, театар, кино, се тоа да се актуализира и да биде се посилно и поинтензивно. Останатите мерки се бесплатна лазерска корекција на диоптрија за студентите кои имаат проблеми со својот вид, обезбедување бесплатни леки и очни помагала за средношколците и студентите, субвенционирање на купување музички инструменти за младите, обезбедување бесплатен здравствен преглед за спортските репрезентативци, како и продолжување на претходно најавениот проект за отворање читални во општините на издржавата. Груевски најави отворање на уште 3 нови читални во Прилеп, Струга и Евгелија.